Поради сушата, годинава потврди домашното производство на пченица. Просечно македонските земјоделци жнеат по 3,5 тони по хектар, но годинава приносите се драстично намалени како последица на високите температури и долгиот период без врнежи. Основен проблем у целата ова работа е што имавме лош распоред на дождовите и при на таква суша веќе јако предвидувањата беа дека ќе имаме рекордни приноси, се случи тоа што се случи не само во Република Македонија, но и во поширокиот регион во Европа. Имаме значително намалување на приносите од житните култури. Не верувам дека од 3 тони до 300 понапред се добиваше 3,5 тона просека, но со ова катастрофа што ги најде земјоделците, не верувам да помине 3 тона. Освен сушата, континуирано ниските откупни цени се е втората голема причина поради која жито се помалку се жнее. Пченицата треба да види со овие репроматеријали цените што се подкачени од лани и ова година. Испод 30 денари, усвари 35 денари пченицата не се исплаќа. Јас веќе, ако она моментално е 25, а ако не биде 35, ако ти го однесам на чување, ако не го дам и в година не сеам. Ни едно зрно, ни еден квадрат. Се во ова ги става мелничарите пред нов предизвик, а потрошувачите во ризик од ново покачување на цените на левот. Сега таа пшеницата пред жетва, така и во нормални години таа се намалува во жетва, или поради зголемената понуда на пазарот, што не беше случај оваа година, значи цената се задржа, да кажем, на истото ниво. Не знаеме како ќе се случува понатаму, така да ако се зголемуваат цените значи на пшеницата од увоз, тогаш кога ќе ние мора да набавиме нели поголеми количини, пошто не се задоволуваме од самите, тогаш ќе видиме како ќе биде во иднина. Сега цените највише ги тангира, значи зголемувањето на електричната енергија и природниот газ. За да се надмене неизвестноста со доволни количини на жито и цена на левот, експертите, земјоделците и преработувачите се едногласни во констатациите дека мора да се стимулира домашното производство. Просечните годишни потреби на Македонија за пченица се некаде над 300.000 тони. Во последните неколку години годишното производство се движи околу 200 до 240.000 тони. За само 5 години, површините на кои се жнеело пченица се намалени за 10.000 хектари, а недостатокот од пченица се надоместува преку увоз.